Почитувани добро вечер. Вечерва разговараме со Бранимир Јовановски, председател на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет Мобилност Македонија, но и успешен спортист, олимпијац во стрелаштво. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за гостување во нашата емисија. Добро вечер, благодарам на поканата да бидам ваш гост. Во Македонија се на сила бројни закони кои што ги штитат правата на лицата со попреченост. Државата, знаеме дека е потписничка и на Конвенцијата на Обединетите нации токму за правата на овие лица. Но реално колку се почитуваат овие права? Република Северна Македонија во 2011 година ратификуваше Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со инвалидност, со што таа стана составен дел на нашето законодавство и од тогаш нааму се превземаат одредени чекори за да се реализира дел од мерките предвидени во Конвенцијата со кои треба да се подобри положбата и да се зајакнат правата на лицата со инвалидност во Република Македонија генерално. Ние како невладен сектор, кога кажувам ние, не мислам само на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија и Мобилност Македонија, туку и на колегите од останатите национални сојузи на слепи, на глуви, на интелектуално попречени, на инвалидите на трудот, на цивилните инвалиди од војна, на спортот и така натаму. Се трудевме во целиот овој период на најадекватен и најдобар можен начин да ги застапуваме лицата со инвалидност пред институциите на државата. Имавме бројни контакти, многу средби, произлегува многу подобрување на законите во однос на подобрување на тие права, меѓутоа и ден денес се соочуваме со реализација, односно имплементација на тие закони. Значи, можеме да кажеме дека законите во Република Македонија се во доволна мера на страната на лицата со инвалидност, меѓутоа нивната реализација, нивната имплементација многу тешко оди, односно да не кажам, скоро и да не се почитуваат во одредени сегменти. Има бројни сегменти во кои тоа можеме да го потврдиме, тоа се однесува на пристапноста до и во објектите, се мисли на хоризонтална и вертикална пристапност. Многу често луѓето под пристапност подразбираат само да има рампа за да може да се влезе во самиот објект, меѓутоа тоа пристапноста не подразбира само рампа, таа подразбира и вертикална транзиција на спратовите и тоалети каде што можат луѓето да непречено да влезат и останати други елементи. Значи, останува а тоа и го правиме во последните години, да делуваме на полето на подобрување на законските решенија, меѓутоа и да инсистираме на одредени казнени мерки за непридржување, односно непочитување на самите закони. Како што споменавте, пристапноста е еден од најгорчливите проблеми на лицата со попреченост. Се надевате ли дека државата и локалната самоуправа ќе обрнат внимание и дека ќе придонесат во иднина во секој новоизграден објект, училиште, да се овозможат елементи на пристапност? Па очекувам. Мислам дека живееме во 21 век. Веќе длабоко навлеговме во она што значи модерна ера. Денеска луѓето, лицата со инвалидност, нели преку интернет мрежите кои многу брзо споделуваат информации, често пати истражуваат како живеат нивните колеги во други одделни држави кои се, да не кажам, можеби не на повисоко развојно ниво од нас, меѓутоа можеби побогати или и гледаат дека можат таму лицата со инвалидност може да се движат самостојно, може да непречено да ги извршуваат своите секојдневни обврски. Она што е најважно, може да се едуцираат, да се стекнат со вештини и знаења конкурентни за пазарот на трудот и утре да можат полесно да најдат вработување со кое ќе обезбедат екзистенција за себе и за свое семејство. Обезбедувајќи екзистенција, логично е дека тие ќе можат да носат и крупни одлуки во животот, како што е скупување на брак, купување на стан, купување на возила, формирање на семејна заедница и така натаму. Мислам дека за лицата со телесен инвалидитет особено, пристапноста е првиот, не единствен, меѓутоа првата најголема пречка за нивна потполна социјална инклузија. Веќе напоменав, имаме проблеми со објектите во кои се изведува настава од основно, средно, високо образование, бидејќи се навистина во голема мера непристапни. Имаме проблеми во работните организации, често пати фирмите, продавниците, дуќаните, банките, поштите се наоѓаат влезовите им се наоѓаат на одреден број на скали. Оваа лицата со инвалидност двојно ги хендикепираат во еднаш како конзумери на услуги
и втор пат како можност тие да бидат вработени во таквите институции или фирми. Така да сметам дека навистина треба во нашата држава надлежните да гледаат на градба со универзален дизајн, односно со таква изведба да сите граѓани можат рамноправно, еднакво на еднаква основа да ги користат сите елементи на влез, излез, слободно движење низ јавните површини, да тој универзален дизајн повеќе не зависи од тоа да ние сега мора да инсистираме вратите на некои објекти да бидат 70 см широки наместо 60 см или потесни како што ги прават обично, бидејќи за лицата со кои се движат со инвалидска количка е неизводливо да влезат со таква количка во толку тесна врата. Во една прилика, во моментов сега се носи законот за градење во Република Македонија, тоа е нов закон, кој навистина е од битен интерес за лицата со инвалидност во нашата држава. Ние веќе дадовме одредени, како Сојуз, дадовме веќе одредени забелешки. Сме во фаза на преговори со Министерството за транспорт и врски. Законот е веќе поставен на ЕНЕР и мислам дека до 20 ноември ќе биде пратен на влада, па потоа пратен во собранието. Таму имаше еден член, тој беше во се уште важешкиот закон, постои член број 11, каде што ние после тешка и долга борба заедно со колегите од Сојузот на слепи и на глуви успеавме да издействуваме во сегашниот закон измени и дополненија да кога се градат згради, на зграда која има 10 станови, еден од нив биде со пошироки габарити, во смисол на поширок бања, тоалет, каде што би можело, тука мора да има 1,5 метар круг празен простор, за да може лице со инвалидска количка да влезе и непречено да се движи внатре во самото купатело. Исто така кујната, каде што се кујнските елементи треба да има таков простор од еден круг од 1,5 метар слободен, за да може и тука непречено да се движат. Односно на згради, на поголеми згради кои имаат 200 и повеќе станови, не повеќе од 4 такви стана. Ова го побаравме и го добивме тогаш, токму со образложение дека и лицата со инвалидност заснуваат своји семејства, сакаат да живеат самостојно, имаат потреби и купуваат такви станови. И во истиот член дури стои дека 3% од површината на паркиралишта што се пред зградите треба да бидат обележени места за лица со инвалидност. Зошто? Предпоставка е дека лицето што ќе го купи станот за живење му треба паркирно место обележено кое нема да му го зазема друг човек. И второ, ние самите лица со инвалидност не мора да имаме стан во одреден објект. Ние можеме да дојдеме на гости кај своји пријатели, роднини, па исто така ни е потребно тоа паркирно место, односно исто така ни се потребни пошироки габарити на влезна врата на самите станови. Сега тој член е избришан, односно не постои во предлог, новиот предлог закон. Имавме неколку работни средби со стручните лица од Министерството. Тие сметаат дека, доколку стојат такви членови, дека ние на некој начин правиме некаква сегрегација, некакво одвојување, гетоизација, дека тоа треба да се реши на поинаков начин. Во преамбулата, решението што го дадоа нам не ни се допаѓа, бидејќи во тоа решение стои дека доколку инвеститорот не ги почитува стандардите за престапност, дека тоа ќе се смета за чин на дискриминација, што имаме ние со тоа. Знаеме дека Комисијата за заштита од дискриминација ќе даде некакво советодавно решение, као поправете го тоа, ако може да се поправи, ако не ништо. Значи, ние би биле навистина на штета доколку остане такво решение и ете, се уште преговараме, јас искрено се надевам дека овие наши преговори ќе родат со плод и дека ќе успееме да наметнеме да самите лица сватат дека за нивните сограѓани да може да функционираат непречено и да бидат дел од општеството, дека треба архитектонските бариери да бидат во целост отклонети. Само уште една дигресија. Пред многу години еден представник на Обединетите нации, доаѓајќи во Скопје на некоја негова средба, се сретнува со еден од нашите колеги, председатели тогашни на Сојузот на слепи и вели, јас се движам низ Скопје и гледам, немате вие многу лица со инвалидност во вашата држава. Всушност не се работи дека ги нема. Нашата држава има, согласно процентите на Светска здравствена организација, 10 до 15% од населението се нели лица кои се сочуваат со некаква вид на инвалидност. Има исто таков број на такви лица. Меѓутоа,
непристапните тротоари, високите рабници, немање на доволно паркинг места за паркирање, паркирани возила на тротоари, неможност за поминување низ тротоарите и таа транзиција низ улица ги спречува да излезат и да бидат видливи во јавноста. Искрено се надеваме, во последно време има тенденција на прилагодување на јавниот простор за потребите на личната самоличност и ние искрено се надеваме дека тоа ќе продолжи и понатаму. Токму на оваа тема, изминатиот период, како Сојуз имавте неколку средби со представници на секторот за урбанизам во Куманово. Имаше ли одредени резултати, конкретно за нашиот град? Да, ние разговаравме. Добро е што имаме целосна поддршка од градоначалникот Максим Димитриевски. Добро е што воспоставивме комуникација со одделенијата за урбанизам и за комунални работи во нашата општина. Ние минатата година на 12 декември имавме во ресторан Грација една презентација на тема Пристапно Куманово, Пристапна Македонија, на која присуствуваа повеќе од 200 лица со телесниот од сите делови на нашата држава. Беа тука и одреден број на архитекти кои работат во локалните самоуправи низ регионот, како и градоначалници. Таму ги презентиравме стандардите кои се потребни да се овозможи пристапност, односно каков треба најгиб да биде на тротоарите, какви паркинг места да бидат направени, какви врати, какви рампи, со каков агол треба да бидат изградени и така натаму. Презентацијата најде на едно широко одобрение од сите присутни на таа конференција. Ние ја дистрибуиравме до нашите локални здруженија за да може тие со своите градоначалници и со своите сектори за урбанизам и комунални работи да преговарат на ова тема за да поттикнат возможување на пристапност во нивните градови и остана договор дека треба да се формира некој координативно тело кое ќе управува со и да се направи еден оперативен план со кој ќе се опфатат. Ние не баравме да тоа по секоја цена секаде биде адаптирано. Знаеме дека тоа изискува одредени финансиски средства, знаеме дека општините имаат проблем со финансирање во некоја рака и дека не може да ја возможат целосната пристапност на градбите кои во минатото биле градени одеднаш. Никој нема волшебно стапче за да го направи тоа како треба. Меѓутоа, сите нови објекти, сите нови улици и јавни површини што ќе се проектираат, како и сите објекти и сите улици и јавни површини кои ќе се реновираат, таму да ги опфатиме елементите на пристапност, бидејќи во таа фаза тоа ништо не кошта плюс. Значи, еден рабник, дали вие ќе го поставите високо како што се поставуваат на самите, или ќе го легнете истиот тој рабник, нема никаков трошок. Цената на адаптацијата е нула, само треба да се подигне јавната свест, да се подигне свеста на локалната самоуправа дека и лицата со инвалидности, ние сме граѓани, жители на оваа држава, тука живееме, тука стопнесуваме, природуваме, на крајот од краиштата и дел од наши даноци, и од нашите семејства. Даноците одат во буџетот на општините, во буџетот на државата, па ако е тоа така, тогаш дај да ги намениме, да ги искористиме за подобар живот и подобра инклузија на листа со инвалидност. Јас сакам само еден пример да дадам. Прва рампа што ние како Здружение Мобилност Куманово ја направивме во Куманово беше некаде на почетокот на 90-тите години во амбулантниот дел на болницата во Куманово. Значи таму на средниот влез каде што се хирургија, ортопедија, интерно одделение и така натаму, има 6-7 скали и кога ќе дојде на ортопедија или на хирургија лица кои имаат повреди, односно скршеници, тогаш болничкото особле мораше да ги качува на раце по скалите, дали лекар, дали болничар, дали некој луѓе што ќе се најде тука, за да може да се качат по скалите и да бидат преврзани, да им се смени гипс и така натаму. Ние видовме дека тоа навистина е тешко за нашите членови кои се во принцип пациенти таму и побаравме со наши средства кои ги обезбедивме преку една донација да изградиме таму пристапна рампа. Меѓутоа, не давме на отпор дека тоа ќе го руши интериерот на болницата, дека тоа нема да изгледа убаво. После многу преговори и договори, видоа дека всушност тоа ќе биде убаво решение и денеска таа рампа е една од поубавите рампи направени вака на столбови. Меѓутоа, што се случи? Ако сега застанете на тротоарот пред болницата и само да направите анализа, еве 10 минути,
колку луѓе ќе поминат низ рампата за да влезат во влезот, а колку луѓе ќе поминат по скали, ќе видите дека поголем број на луѓе, зборувам тие што немаат пречки во мобилност, кои се движат нормално, повеќето од нив се качуваат по рампа, многу помалку се качуваат по скали. Особено стари лица, на кои исто така скалите им се пречка или мајки со количка, со мали дечиња и така натаму. Сакам да кажам дека тоа универзални дизајн, кога ќе се возможи да човекот има избор дали ќе се качува по скали или по прилагодена рампа, меѓутоа секако ќе влезе во одредена установа, институција или дом за живење, е голем бенефит за самиот град, за самите жители. Заедно со Основното училиште Кочурацин реализиравте проект наречен Сложувалка, благодарение на кој возможивте пристапна рампа и во ово училиште и тоалети за престој на деца со телесен инвалидитет. Пред се, идејата беше на група наставници во Кочурацин. Јас не знам дали ќе се сетам сега точно имињата на сите, знам дека беа Наташа, Ивана, Далибор и уште еден наставник, и со голема поддршка на нивната директорка стапивме во комуникација со желба да аплицираме на еден конкурс за да може да се направат пристапни рампи. Тие од побуда, бидејќи таму има дечиња кои се со инвалидности, кои се на школување, и навистина тоа училиште знаете дека е на многу скали, на многу меѓукатови, навистина е сериозен проблем за лица кои имаат отежнато движење или кои имаат пречки во мобилноста да може да се движат низ училиштето. Таа идеја ја прифативме во целост, заеднички започнавме да работиме. Значи, генерално целата работа е истурка наставниците од училиштето со наша минимална помош. Имавме неколку едукативни средби и најважно од се е што се направи паркинг простор каде што можат родителите на децата кои имаат пречки во развој да паркираат, да ги донесат своите дечиња, рампа за влез во училиштето, рампа помеѓу тие две нивоа внатре во самото училиште, како и адаптиран тоалет, каде што, бидејќи тие дечиња долги часови престојуваат во училиште и нормално е дека мора да имаат тоалет каде што ќе ги извршат своите физиолошки потреби непречено. Кој е бенефитот од целата таа работа? Бенефитот е што наставничките, овие кои беа во проектот и сите други, го анализирале однесувањето на дечињата, овие што се со пречки во развој, и вели дека откако се направени пристапните рампи, се чувствува кај нив многу поголема живост и активност во нештата од порано. Зошто? Па многу нормално, може да излегуват и да влегуват кога сакаат. Не ги гледаат скалите како голема бариера и не може да се симнат и качат по нив, него едноставно поминуваат низ рампата и може да одат во тоалет, односно кога сакаат, не мора да се стискаат, не мора да бараат да одат дома или да се мачат во ова. Така да, сето тоа, поред можноста тие да се едуцираат непречено, им дава и можност за социјална инклузија, да се дружат повеќе со другарчињата и да бидат вклучени во општеството. Сметаме дека тоа треба да се направи во сите училишта, без исклучок, и дека не треба тоа да биде прашање на проект, туку треба да биде прашање на однесување на самата локална самоуправа кон своите граѓани кои имаат пречки во развој. Во едно од истражувањата кои што ги правеше Сдруженијето Инклузива од Куманова посочи дека од самостојувањето на државата до денес на изборните листи воопшто не се нашле лицата со попреченост како кандидати за советници во општините, пратеници или пак министри. Што би значило за лицата со телесен инвалидитет доколку вакво лице би се нашло на таква позиција во креирање на политиките и слично? Мораме да го исправиме тоа истражување. Се појавиле лица со инвалидност на листите. Особено се појавиле на парламентарни избори. Јас знам некои наши колеги кои биле на тие листи. Меѓутоа, проблемот кај нив беше во тоа што обично беа ставени на места кои се под 15-то место на листата. 15-то, 18-то, 20-то место, што всушност не е добитно место. Значи, треба една политичка опција да добие 100%, за да можат и тие да имаат шанса да влезат во парламентарниот состав, меѓутоа такво ништо не се случува, што е многу нормално и не треба да се случи. Демократијата е основа за развој на едно општество. Значи, јас тоа би го предефинирал, би кажал дека ниедно лице со инвалидност не доби шанса да биде ставено на листите на местата кои
на некој начин овозможуваат влез во парламент. Ова многу би било значајно, без оглед на тоа од каков вид на инвалидност би било лицето, дали би било тоа лице со телесен инвалидитет, глуво или слепо лице или со интелектуални пречки. Меѓутоа, многу е важно да се слушне гласот од оние кои ја чувствуваат тегобата и тежината на нештата. Ние имаме таков пример во регионот. Во Србија имаше неколку пратеници кои беа со телесен инвалидитет. Исто така во Хрватска дел од нив беа и можеби се уште се, оти не пратам во последните неколку години, советници на премиери, на председател на држава, се слушна гласот изворно од самите говорници, од самите лица со инвалидитет и тој глас има поголема тежина отколку ако некој не застапува. Нели во принцип Обединените нации одамна по донесувањето, по завршувањето на декадата на лица со инвалидност 82-92 година, донесува една парола ништо за нас без нас. Значи, не би требало институцијата на државата, па дури и собранието како највисок законодавен орган во Република Северна Македонија да носи одлуки без да го слушне гласот на оние за кои се однесуваат тие одлуки, бидејќи сепак ние го живееме тој живот, ги знаеме пречките и најдобро можеме да посочиме што и како треба да се подобри за да животот биде полесен, за да правата бидат поголеми, односно да добиеме можност за да бидеме еднакви со другите. Значи, она што го барат лицата со инвалидност во Република Македонија не е ништо над она што го имаат останатите граѓани. Ние знаеме дека треба да ја делиме судбината со останатата популација, меѓутоа бараме еднакви можности. Еднаква можност за образование, еднаква можност за здравство, еднаква можност за вработување, еднакви можности на сите полиња живење во нашата држава. Сега, точно е дека би било добро, меѓутоа тоа не можеме да го гледаме еднострано. Тој проблем дали ќе бидете на листа на изборна листа за локални или за републички избори. Тоа зависи и од инвентивноста, односно од желбата на самите лица со инвалидност. Дали тие сака да влезат, знам дека добар дел од нив, како и останатата популација, се членови на одредени политички опции, добар дел од нив не се, некои се независни, некои се меѓутоа има капацитет, треба да се сруши таа парадигма дека лицата со инвалидност се болни и неспособни, напротив, тие ниту се болни, тие имаат таква состојба и таа ќе ги прати ни со живот, дали е тоа глувост, дали е тоа слепило, дали е тоа телесен инвалидитет. Меѓутоа во принцип се добар дел од нив се добро едуцирани, лица кои добро ги познаваат прашањата и лица кои навистина може да дадат придонес и во таа сфера на развојот на нашата држава. Неодамна во основното училиште Браќа Младиновци се отвори инклузивно игралиште, кое што ќе го користат деца и лица со попреченост. Потребни ли се вакви катчиња, колку лицата со одреден инвалидитет се вклучени во културните спортските активности? Без исклучок се потребни секаде вакви катчиња. Зошто? Цело време на некој начин ние лобираме на еднаква равноправност, еднакви можности, почитување на различности, рушење на таа парадигма на болести, неспособности и така натаму. А кога, ако не во тие години кога дечињата се најмали, кога се формира нивниот карактер? Ако вие имате инклузивни детско игралиште каде што заедно ќе се играат дечиња кои имаат и дечиња кои немаат било каква попреченост, во тој случај нивното другарство, зближување ќе биде многу подобро, посилно, појако, во поголем обим, отколку се отвори само игралиште за лица за деца со пречки во развој или само игралиште како што се сега за дечињата, бидејќи за да дојде детенце кое се користи со инвалидска количка да се качи на нишалка, мора да имате адаптирана нишалка. Не може тоа да ги користи овие кои ги користат децата кои немаат никакви пречки во развој. Затоа Мобилност Македонија еве веќе 5-та година со Министерството за труд и социјална политика на Република Северна Македонија има програма на изградба на нови инклузивни игралишта. Значи, ние изградивме досега 13 комплетно, целосно изградени игралишта во 10 града во Република Северна Македонија, меѓу кои, за жал, Куманово не е тука. Мислам дека во Куманово има некој од овие Lions клубовите или не знам што,
Да, и на градскиот кеј има изградено. Изградено, направено. Меѓутоа, тука поставуваме, зависно од површината што самите општини ќе определат, локалната самоуправа определува површина и ја уредува меката подлога. Многу е важно да има долго мека подлога. Меката подлога и околината, значи поставува клупи, светилки, не знам, канти за отпадоци, така натаму. А самите реквизити ги поставува нашиот сојуз, Мобилност Македонија, со средства добиени по програма од Министерството за труд и социјална политика. Јас искрено се надам дека ќе направиме уште едно, можеби во Куманово во иднина, и не само дечињата кои се зближуваат, туку се зближуваат и нивните родители и роднини кои ги носат дечињата на самите игралишта, така да за нив пречките во развој кои ги има дечињата од било кој вид, не е важно дали е тоа телесна, интелектуална или сензорна сфера, стануваат поприфатливи за нив. И кога ќе станат поприфатливи, многу е логично дека утре ќе имаат поинаков, подобар види кон овие лица. Да. Колку спортот може да придонесе за подобрување на квалитетот на животот на овие лица? Па колку и за здравите лица, ако не и повеќе. Зошто? Спортот и телесната вежба не се резервирани само за здравите лица. Човекот во своето битие, во својата генеза од раѓање има потреба за движење. И нас, она што не еден од елементите во еволуцијата за да станеме какви што сме денеска, најсовршени битија на ова држава, е токму размислувањето, мислата, меѓутоа и користењето на телото во улога на опстанок. Од некогаш, сега за жал многу помалку, сега многу повеќе ум користиме отколку физикум, меѓутоа тоа пак од друга страна доведува до одредени деформитети. Значи, денешните дечиња кои обично се пред таблети, мобилни телефони, лаптопови, компјутери, имаат минимум физичка активност, а максимум седење во една згрчена положба која предизвикува одредени деформитети на телото кое е во развој, телото кое се уште не се окостило и не го постигнало потполниот развој. Кај лицата и децата со пречки во развојот, физичката вежба е многу битна за да може да ги сочуваат останатите способности, односно да ги подобрат во колкава мера е можно оштетените екстремитети, ако се работи за рака, нога или нешто слично. Не е само нишката на здравието битна, таа е секако многу битна, бидејќи токму заради својата инвалидност лицата се принудени подолгиот дел од својот живот да го поминат во седечка или лежешка положба. Тоа пак понатаму доведува до атрофирање на мускулите, доведува до претилност, до преголема телесна тежина, до таа пак носи некои други проблеми со шеќер, со одредени други болести кои се развиваат, со болест на респираторни органи, со болест на кардиоваскуларни органи, бидејќи едноставно тие системи се поврзани, така функционираат и работат. И сега, за да се избегне таа пасивност, за да се избегне атрофијата на мускулатурата, за да се избегнат болестите кои ги носи таквата седечка положба или ова модерното време на живење, е потребно да се вежба. Сега, тука имаме сериозен проблем, бидејќи обично и вежбалните, односно клубовите каде што се вршат тие вежби се непристапни за лица со инвалидност, непристапни како сам простор да се влезе внатре и непристапни како елементи, одредени елементи на реквизити кои се потребни специфични за лица со особено со телесен инвалидитет, нели при недостаток на одреден екстремитет, има посебни направи за вежбање кои се користат во ова. Спортот е повисока фаза на физичката вежба, значи оние кои вежбаат и кои ќе почнат да постигнуваат одредени подобри вредности, обично започнуваат со спортска активност во одреден спорт. Спортот предонесува да тие почнат да се дружат, да почнат најпрви сами меѓу себе, подосна како публика, родителите, роднините што доаѓаат на нивни настани, се додека тоа нивните спортски перформанси не се подигнат на ниво да тие започнат да настапуваат и чувствуваат на државни првенства, на меѓународни првенства, каде што веќе своите спортски вредности ги покажуваат пред поширок аудиториум. И со самото тоа тие всушност се
социализираат и се вклучуваат во општеството. Значи спортот служи и како алка за здравје на лицата со инвалидност и на здравите лица, тука нема поделба, меѓутоа и за нивна социјална вклученост во општеството. Освен по работата на Сојузот на Кумановци, но и пошироко сте познат по изворедниот успех кој што го имавте како поранешен спортист, денес како актуелен тренер. Го имате освоено првиот златен медал по самостојување на државата на Параолимписките игри, мислам дека 1992 година во Барселона, во стрелаштво. Веројатно е сон на секој спортист да се добие олимписки медал. Сигурно е. Секој спортист кога веќе ќе ги подигне своите перформанси на повисок ниво, во својата глава прави визија за тоа што сака да постигне. И многу често таа визија завршува со освојување на олимписки медал. Многу спортисти својата спортска кариера завршиле, биле многу успешни, меѓутоа завршиле без освојување на олимписки медал. Многу е тешко да се освои олимписки медал, особено бидејќи на тој собир, на олимписки и на параолимписки игри, учествуваат најдобрите спортисти од целата планета Земја во одделни спортови и тоа најдобри, дури дел од најдобрите не успева да се квалификуваат за учество бидејќи самиот пат на квалификација мошне трновит со голем напор. Јас блеснав таа 92 година медиски, бидејќи освоив медал на Параолимписки игри, тоа беше златен медал со во тоа време постигнат нов светски и параолимписки рекорд во таа дисциплина. Резултатот со кој го освоив медалот и ден денеска е конкурентен за освојување на медал на олимписки, односно на Параолимписки игри. Значи тоа беше многу висок резултат за тоа време, за тие услови. Зошто велам медиски блеснав? Заради тоа што многу мал дел од македонската јавност во тоа време знаеше за моите спортски успеси, а јас претходно во 2 години пред тоа, во 1990 година на светско првенство освоив сребрен медал екипно. Следната 1991 година бев два пати освоив 2 златни медали екипно на Европско првенство со тимот на СФРЈ во тоа време, бев 5 поединечно на Европско првенство и така натаму беа низа на спортски успеси, бев 2 пати првак на Југославија, бев 2 пати втор на Југославија. Меѓутоа некако новинарите, медиумите не пишуваа многу за лицата, за спортот на лицата со инвалидност во тоа време. И ден денеска имаме одредена мала вака непропорционалност во известувањето, тоа ќе го напоменеме можеби подоцна. И тогаш, пошто беше тоа навистина битен момент, тоа беше токму на годишнината од осамостојувањето на Република Македонија, на првата годишнина, бидејќи јас медалот го освоив на 9 септември, а на 8 септември претходната година, нели, со Република Македонија стана независна држава. И тоа на некој начин навистина силно одекна во етарот на медискиот етар на Република Македонија, беше прифатено како сериозен успех, што и требаше да биде прифатен како таков. И после тоа јас нанижав уште доста медали пред да завршам својата спортска кариера, некаде 50 на меѓународни зборувам, од светски првенства, европски првенства, светски купови, интернационални првенства на одредени држави. После Барселона настапив како спортист уште на 3 други параолимписки игри во Атланта, во Сиднеј и во Атина. Во сите влегов во финале, што е куриозитет за еден спортист, да учествувате на 4 олимписки или параолимписки игри, на сите да бидете во финале. Не освоив за жал медал, бев 4-ти, бев 5-ти, бев 6-ти. Меѓутоа, бев во финале и во континуитет тие години навистина имав сериозни успеси. Нормално е дека една спортска кариера треба и да заврши на некој начин. Јас после Атина 2004 престанав со активен тренажен процес. Случија многу работи, изгубив спонзор, не можеше да се најдат одредени, а и едноставно добивате некаква презаситеност за сето тоа. Продолжив да работам како тренер. Уствари, како тренер започнав да се занимавам уште од 96 година, после мојата второ учество на Параолимписки игри. Како тренер со Ванчо Карамфилов во Атина освоивме сребрен медал и тој тогаш постави европски рекорд, а со Оливера Наковска-Бикова го повторив својот успех како спортист, сега како тренер. Таа освои златен медал со светски олимписки рекорд на Параолимписките игри во Лондон 2012. И сега нижа тие многу успеси. Еве пред
Една недела само се вративме од светско првенство во Сиднеј. Оливера таму освои 4-то место. Беше многу близко до медал. Многу ми е жал што не освои медали на ова светско првенство, бидејќи таа од 2006 година наваму во континуитет освојува медал од светски првенство. И сега 4-то место е најнеблагодарното место на свет што може да ви се случи. Вие сте на чекор до медалот, ама медалот ви побегнал. Стрелаштвото е специфична спортска дисциплина. Што е потребно за вакви успешни резултати? Па многу елементи на телесна вежба се битни за да може да станете успешен стрелец. Потребна е одредена физичка подготовка како и за секој спорт. Потребна е специфична издржливост во например ако се работи за надпреварувачи со пиштол, вие имате една позиција каде што раката ви е испружена водоравно, нели? Раката ви е испружена водоравно и држите тежина од 1 килограм таму на растојание од 80-90 сантиметри, што не е веќе 1 килограм, бидејќи се работи за лост, него многу потешко. Не дишете 20 на секунди за секој истрел што ќе го испалите, а имате 60 истрели во еден надпревар. Значи, 1/3 од времето што го користите за спортување не дишете воопшто, што е многу напорно, па со соодветни вежби треба да се развива тој механизам за да може да издржи да бидете вие во потребен е сериозен фокус, да можете да се фокусирате на нештата што ги правите, потребна е силна ментална снага, бидејќи по мене спортското стрелаштво е повеќе спорт на ментална силина отколку на физичка силина. Реков, потребни се тие физички предиспозиции, меѓутоа овој вториот сегмент е исто така, ако не и побитен во нештата, и потребно да имате желба да го сакате во спорт за да го тренирате. Нема спорт каде што вие ќе можете да дојдете и без работа или со минимална работа ќе постигнувате брзи резултати. Таков спорт не постои. Особено не стрелаштвото, бидејќи еве чисто за да на гледачите им биде јасно, вие имате една мета во пиштолска дисциплина, сега зборувам, бидејќи јас во принцип ги тренирам лицата кои стрелаат со пиштоли. Постои во стрелаштвото и тренинг со пушка и постои тренинг со сачмарка, тие се на глинени мети. Во овој сегмент што е пиштолскиот сегмент зборувам, на 10 метри имате мета каде што десетката е 1 сантиметар голема, а деветката ви е 2,8 сантиметри. Значи, замислите 2,8 сантиметри ви е некаде 2 денара. И вие тие 2 денара сега да ги однесете на растојание од 10 метри и со секој истрел со една рака испружена и држење на пиштолот да го погодувате 60 пати еден по друг. Тоа навистина е многу тешко, а она десеткава, она 10 милиметри, значи тоа е многу мало, 1 сантиметар круг, би требале да го погодите барем половина пати од овие 60 пати. Сега, за да се сето тоа истренира, треба доста вежби на рамнотежа, доста вежби на дишење, доста вежби на таа статичка издржливост и така натаму. И сите оние кои, се влюбиле во овој спорт, бидејќи стварно е за гледачите малку досаден, таму ви стои некој човек, крева нешто, рака пука и пак спушта, треба навистина да го сакате тој спорт. Има ли интерес кај младите за овој спорт? Има интерес, меѓутоа јас за жал моите тренерски искуства и знаење ги давам во други градови, не во нашиот град. Јас сум тренер на еден клуб во Скопје работнички и сум тренер на параолимпијците, на лицата со инвалидност на Република Македонија, таму сум и селектор и личен тренер на самите нив. И своето тренерско знаење кое го надоградував преку факултетот за физичка култура, дипломирав на одсекот за тренери, се стекнав со диплома дипломиран тренер по стрелаштво. Тоа знаење го надоградував на Меѓународна академија за стрелаштво и таму стигнав до вториот појачи на највисок степен, Б лиценца. Немам намера да одам на лиценца, тоа е професорско ниво, а и мислам дека тоа би било безпотребно потрошени пари. Тие знаења и искуства кои ги стекнав, сега ги давам ги пружам на
младите стрелци и драго ми е што тие освојуваат медали на домашно и на меѓународно поле. И за крај, какви се условите во нашиот град за негување, поттикнување на овој спорт? За жал, немаме услови за овој спорт во нашиот град. Имаше едно стрелиште, таму, нели, кај спомен Костурница над мостот, кое е комплетно руинирано, со години назад, не функционира, не постои. Тоа беше едно од трите малокалиберски стрелишта во Република Македонија. Сега остана само две, едно во Скопје и едно во Охрид, кои колку толку се одржаваат. Немаме воздушно стрелиште. Едно работеше во домот на пионерите во една сала. Имаше 5 стрелачки места, недоволно за да се спроведе надпревар. За да се спроведе надпревар треба најмалку да имате 20 стрелачки места. Меѓутоа доволно за да можат дечињата да тренираат и ете да се привикнуваат на еден планиран воншколски, една планирана воншколска активност под раководство на педагог, нели, насочена активност. Меѓутоа и тоа веќе не функционира, така да мислам дека во гимназијата има едно стрелиште направено кое користи професорот за да ги едуцира учениците од гимназија по стрелаштво и толку, нема друго. Искрено се надевам дека јас неколку пати разговарав и со претходниот и со сегашниот градоначалник дека би било добро да се отвори стрелиште, тоа бара простор од 20 на 15 метри некој објект, каде што ќе се инсталира таа потребна опрема која исто така не е многу скапа и ќе може да им се пружи шанса на младите да од нашиот град да почнат да се занимаваат сериозно со овој спорт. Да не забораваме, Куманово е град на олимпици, до сега имаме тројца освојувачи на медали. Јас сакам да ги спомнам моите колеги, Аци Русевски со својот бронзен медал од Олимпијадата во Монтреал 76-та, Реджеп Реджеповски со сребрен медал од Олимпијадата во Лос Анџелес 84-та и мојот златен медал од Барселона 92 година. Зошто да не уште некој дете да се закити со таков успех и да кажеме дека навистина еве Куманово продолжува традицијата на освојувачи на медали од Олимписки и Параолимписки игри. Искрено се надевам дека ќе се овозможат услови. Многу ми е драго кога слушнав дека минатата година се овозможи услови боксерите да започнат да работат, бидејќи боксот исто така беше еден од препознатливи спортови на градот. И еве тие веќе работат и постигнуваат успеси. Навистина ми е драго, им честитам на тоа. Нашите олимпици дел од нив се вклучија во работата со тие категории на дечиња, на спортисти. Ете, можеби јас ќе добием шанса. Секако објектот е вратен на општината, така да се надеваме дека ќе имаат слух и дека навистина ќе се овозможи тој простор. Ви благодарам на одвоеното време, се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои што ќе ги интересираат кумановци. Ви благодарам и јас за поканата, навистина се чувствува пријатно. Тука сме за се она што можеме да подобриме во односот на положбата и правата на листата семилност, а за спортот веќе да не правиме муавет. Сонувам дека еден ден ќе се отвори стрелиште и дека ќе можем да работиме на тоа стрелиште. Секако. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на Телевизија Плюс.